За шамарите во центар кои воопшто не се случија, судот донесе пресуди за 7 обвинети. 1 година и 6 месеци затвор доби поранешниот премиер Никола Груевски, а второ обвинетиот Милена Киевски доби 1 година условна казна затвор. По 9 месеци условна доби Александар Трајковски, Дарко Стојчевски и Трајче Петковски, додека пак 6 месечни условни казни добија Даниел Трифуновски и Игор Бошковски. Обвинетите Никола Груевски на поволно се суди во отсуство. Обвинетите Милена Киевски, Александар Трајковски, Дарко Стојчевски, Даниел Трифуновски, Трајче Петковски и Игор Бошковски. Виновни се задолжуваат обвинетите Никола Груевски, Милена Киевски, Александар Трајковски, Дарко Стојчевски, Даниел Трифуновски, Трајче Петковски и Игор Бошковски. Солидарно да ја надоместа штетата на оштетената општина Центар по износ од 27.000 денари. Незадоволство од пресудата изразија и обвинителството и одбраната. Адвокатот на Милена Киевски кажа дека ќе поднесат жалба, бидејќи неговиот клиент бил невин. Со оглед да Милена Киевски одогласен за крив, а одбраната во своите завршни зборови на Милена Киевски бараше да истиот биде ослободен од обвинението, секако дека не сме задоволни и ќе ги превземеме сите законски средства. Верувам 100% со сигурност дека ќе обжалам, иако сето ова го зборувам без да го ја направам консултацијата со мојот клиент. Делумно задоволство за пресудата изрази обвинителката Фатиме Фетај, велејќи дека е добро што обвинетите биле прогласени за виновни, но незадоволна е поради висината на казните. Секако дека во овој дел, значи во однос на кривичните санкции, ќе има жалба од наша страна, заради тоа што сметам дека судот ги преценил олеснувачките околности кои што стојат на страна на обвинетите на сметка на отежнувачките. Индикативно е тоа што обвинителката Фетај од гонење претходно ги ослободи Милан Андоновски, Борче Богдановски, како и поранешната пратеничка Даниела Рангелова, која е во отворен конфликт со раководството на ВМРО ДПМН. Уште повеќе што таа веднаш откако беше повлечено обвинението, најави дека влегува во битка со Христијан Мицковски.